Како што секој цвет ги памети првите сончеви зраци, првата утринска роса или капките дожд што го освежуваат тмурниот ден, така и кај детето од самото раѓање, некои работи се паметат и издвојуваат повеќе од другите. Првиот роден ден, вториот роден ден, третиот роден ден, па неодменливото одење во театар. Ако ви се чини дека вашето дете покажува и најмала љубов и интерес за театарот и театарската уметност, не губете време. Ќе го препознаете тој миг како искусен и заинтересиран родител и ќе сватите дека е време да преземете нешто и да го усреќите своето дете. Затоа, овие спорови им се наменети на сите. Вам, љубопитни дечиња, и вам, искусни родители. Театарски бонтон за деца и возрасни. Кога конечно ќе одлучите да го однесете детето во театар, потребно е да се јавите и да се распрашате за представата. Исто така за представата можете да прочитате на службената веб страница на театарот. Во обата случаи треба да резервирате карти. И не само да ги резервирате, туку неколку денови порано и да ги купите. Немојте да влезете предходно. Дојдете пола час порано. Доколку задоцните, ќе ве дочека затворена врата. Во тој случај, замолете го дежурниот вработен да ве пушти внатре во салата. Пред почетокот на представата, оставете ги вашите јакни кај љубезниот гардеробер или гардероберка. Замислете како би било да се гледа представа додека сте натрупани со најразлични нешта. Значи, облеката се остава во гардеробата. Ако вашето седиште се наоѓа на средината на редот, обврзувачки е да им се извините на оние што мораат да станат, за да можете да поминете. Додека поминувате низ редот, свртете се со лицето кон луѓето кои веќе седат. Да не им свртите грб или задник, не е баш пристојно. Возрасни, на представите за деца, немојте да седите во првите 3 реда. Слушате ли? Немојте ни случајно. Тие места се за децата подобро да видат и уживаат во представата. Возрастните со деца што не можат да седат сами, седат дури од 4-тиот ред. На представата дојдете пристојно облечени, без преголеми фризури, необично големи шапки. Умереност и култура се препорачуваат бидејќи театарот не е модна писта. Непристојно е гласно да зборувате или да коментирате во текот на представата. Така им пречите на сите да уживаат во театарската игра. Вие двајца, потивко. Ако сте болни, кивате или кашлате, тоа нема да е пријатно ниту за публиката, ниту за актерите на сцената. Во салата треба да владее целосна тишина за време на представата. Наместо да ширите зараза и да создавате врева, останете дома и лечете се. Јадете пред представата. Можете во паркот, на масата, во вселената, каде и да посакате. Само немојте да грицкате и да пиете сокови за време на представата. Им пречите на актерите на сцена и на публиката околу себе. Гледате? Родители, за време на представата, немојте ниту случајно да фотографирате или снимате. Им пречите на децата додека уживаат во моментот, а им пречите и на актерите во играта. Замислете како би ви било вам доколку некој ве снима или фотографира додека работите. Страшно! Родители, повторно вие. Доколку случајно го проверувате мејлот или испраќате пораки, читате на социјалните мрежи или едноставно чепкате по телефонот, ве молам,
Престанете! Оставете го телефонот за време на представата. Светлото од вашиот мобилен телефон ќе и пречи на публиката околу вас, како и на актерите на сцената. Доколку случајно сте заборавиле да го исклучите звукот на телефонот и ви задзвони во текот на представата, веднаш исклучете го. Немојте да одговарате на повикот. Ни случајно немојте да се јавите. Не се зборува во текот на представата. Исклучете го телефонот. Ако сте дошле со децата на театар, немојте да ги оставите и да одите во блискиот бар на пијалак. И децата не сакаат сами да ја гледаат представата. Затоа, останете до крајот со нив и споделете ја радоста. Доколку пак морате порано да ја напуштите салата, почекајте ја првата пауза или крајот на одредена сцена. Не излегувајте среде сцена. Многу ќе им пречите на актерите. Не брзајте да излегувате кога ќе заврши представата. Аплаудирајте. Почекајте да заврши ракоплескањето. Актерите да заминат од сцената или да се спушти завесата. Тоа е минимумот што го заслужуваат актерите. По завршувањето на представата, не заборавајте да ги земете вашите работи од гардеробата и поразговарајте за тоа што го гледате. Се што може да се научи од разговорот по представата, како младите, така и возрастните. Се надеваме дека барем нешто научивте, затоа што е важно да знаете како треба да се однесувате во театар. Тоа е одлика на општата култура и убавото однесување. Нешто како возење велосипед, знаење странски јазик. Како и да е, уживајте, затоа што нема ништо поубаво од растење со театар. Миговите во театарот се незаборавни и ја оплеменуваат душата. Одиме во музеј. Првачето Евгенија, или Ета, како што ја викаат сите, денес цел ден е тивка. Иако е сабота и надворе топло и сончево, таа цел ден седи затворена во својата соба. Каде е Ета? Прашува таткој. Не сум ја видел цел ден, да не е нешто болна? Не е, одговори мајка ѝ, но сигурно нешто ја мачи, Ама се обидува сама да го реши проблемот. Ги прекина сите сестра и кате влегувајќи во дневната соба. Не сака да бара помош. Навистина? Зошто не сум зачуден? Се прашува наглас таткој. А што е проблемот? Се загрижи мајка ѝ. Треба да нацрта народна носија или народни инструменти и цел ден пребарува на интернет. Така значи, се насмевна таткој. Подгответе се, денес сите одиме во музеј. А ке се правиме дека ништо не знаеме, се согласи мајката. Кате, ти доаѓаш со нас? Зошто пак да не, се согласи Кате. Запознај го минатото, за да ја градиш иднината. Така вели наставникот по историја. Таткото тропна, па влезе во собата на Ета. Подготви се, време е за прошетка во сабота. Одете, му врати Ета. За мене нема ни сабота, ни недела, има само многу домашна работа, рече. Ние ќе одиме во музеј денес, така одлучивме. Каде? Праша Ета кревајќи ја главата. Во музеј? Да, знаеш што е музеј, нели? Како не знам, па тоа ми е домашната работа, рече и се замисли. Навистина, па ајде тогаш со нас, заедно ќе ја напишеме,
се насмевна таткој. А како тоа вие одлучивте да одите во музеј? Праша како да не го слушаше татка си што зборува. Така, си рековме, одамна не сме биле во музеј, па... Таа влезе кате во собата и ви раскажа што пребарувам на интернет. Сега ми е се јасно, признај тато, рече ета гледајќи го право во очи. Признавам, се предавам, рече таткој, кревајќи ги двете раце во воздух, но признај и ти дека секогаш е вистинско време да се посети музеј. Признавам и се согласувам, ќе бидам готова за 5 минути, се согласи ета. Во музејот, ета се воодушеви од народните носии, старинските предмети и народните инструменти. Сето тоа беше вистинско и пред нејзините очи. Се обидуваше се убаво да запамети зашто сакаше да има најубава домашна работа.